Кражбата на инструментот журупари. Мажите од фамилијата Аравака од племето Таријана секоја вечер се собираа крај изворот на реката Папура, свиреа на инструментите журупари и играа. Една жените решија да им ги украдат инструментите. Секое утро жените одеа во шумата и го бараа местото каде што мажите ги кријат инструментите. Така поминаа неколку години. Една жените цела ноќ останаа во близина на куќата каде што се свиреше на журупари, за да видат како изгледаат тие инструменти. Секој од нив во рацете држеше по една запалена ламбада. Мажите играа се до полноќ. Потоа неколцина ги скрија инструментите во реката, а другите отидоа во шумата каде што во шуплината на едно дрво ги ставија своите инструменти. Жените го видоа сето тоа и кога на мажите се вратија во селото, тие поитаа по инструментите. Ламбадите им го осветлуваа патот, но инструментите бегаа од нив. Најпосле жените успеа да го опколат дрвото. Инструментите немаа каде да бегаат, а жените ги грабнаа. Жените се израдуваа и ги скрија инструментите на друго место. Утредента тие повторно се собрија и најстарата рече: сега и ние имаме своји инструменти, а за да не се сетат мажите кој го сторил тоа, денес ќе одеме кај водопадот у Аркапа да набереме во тревките умари за храна. Така и направија. Вечерта мажите отидоа во куќата каде што играа журупари, но кога сакаа да си ги земат инструментите, видеа дека во шуплината на дрвото нема ништо. Нимам останаа само оние инструменти што беа скриени во реката. Мажите почнаа да бараат на сите страни, но се беше залудно. Тие воопшто не се посомневаа во жените, бидејќи тие уште утрината отидоа кај водопадот. Никој од нив не знаеше за дагата, па така тие никако не можеа да дознаат кој ги зел инструментите. Потоа тие кога се вратија во своите куќи, воопшто не ги прашаа жените за тоа. Утредента жените почнаа да се подготвуваат за играње журупари. Дојдоа кај реката Туи и Гарапе, ги зедоа инструментите и почнаа да дуваат во нив, но тие не испуштаа никаков звук. Жените почнаа да ги превратуваат, повторно дуваа во нив, но никако не можеа да засвират. Тогаш една жена рече: ајде да ги замолиме момчињата да не научат како се свири на овие инструменти. Се вратија дома жените, се набоија со црвениот сок од каражуру и почнаа да им се умилкуваат на младите момчиња. Бидејќи наивните момчиња во тоа време се уште не умееја да се одбранат од женските итрини, се согласија да ги научат како се свири на журупари. Уште истата вечер тие отидоа на брегот на реката Туи и Гарапе и почнаа да свират пред жените. Но старците во селото ги слушнаа звуците на инструментите и почнаа збунето и уплашено да се прашуваат: кој ли свири на нашите инструменти? Слушнете. На полноќ музиката престана, но жените веќе ги знаеја сите тајни на инструментите журупари. Тогаш жените почнаа да им наредуваат на мажите да работат место нив. А мажите беа многу незадоволни и тажни, бидејќи сега тие мораа да копаат маниока, да прават брашно, да ја плеват тревата, да ги чуваат децата, сето она што порано го правеа жените. Еден од нив беше решици вистински гателец. Тој секоја ноќ гатеше за да дознае зошто ги снајде злото. Неговата сенка одеше во потрага по виновниците и никако не можеше да ги фати нивните сенки. Благодарејќи на својата сенка, тој дозна кој во нивното племе има меко срце. Тој ги собра старците и им рече: косата веќе ни побеле, а никој од нас не знае кој им ја кажа нашата тајна на жените. Бидејќи се разбира тоа не е никој од нас, мораме на жените уште повеќе да им се умилкуваме, па тие сами ќе ни кажат кој им ја откри тајната на инструментите журупари. Мажите се согласија и почнаа уште полюбезно да постапуваат со жените и тие еден ден им рекоа: ако пред нас ја одиграт играта журупари, ќе ви кажеме кој ни ја откри тајната. Мажите се согласија и ги замолија жените да им ги вратат инструментите за да свират на нив за време на играта. Жените ги донесоа нивните инструменти и уште истата вечер мажите отидоа во куќата каде што обично играа журупари. За време на играта влегоа и жените. И одеднаш со ужас забележаа дека сите мажи имаат исти лица. Изгледаше како сите тие да се еден човек. Жените од страв занемеа и се онесвестија. Тогаш стариот гателец застана среде куќата и рече: сите оние кои имаат побелена коса се од родот журупари, а момчињата кои нема да свират на овие инструменти веќе, за да не ни носат повеќе несреќи.
Погледнете ги нашите раце. Гледате колку ни огрубале од работата што моравме да ја работиме зашто момчињата ги научија жените да свират на инструментите журупари. Оттогаш, тајната на играта журупари повторно стана привилегија само на мажите.